Ми ги памтите тие шарените кошули, процветаните? Тоа е само еден израз од тоа што навистина Господ прави во мојот живот и во животот на моите најблиски. Тоа е голем круг од цела една семејство, а тоа сте вие, цела црква, нели, не само најблиските како жена и после се друго од роднини, него баш ја лично ве доживувам како моје семејство. Тоа сум го кажал еднаш и мислам не еднаш, многу пати и никогаш нема да ми издосади да го повторувам. И ова е многу убав пријатен момент. Надвор врне снегче, паѓа убаво, тука музика си имаме, а ние внатре цветаме. Да, а ние внатре цветаме. Али за тоа сме повикани. Повикани сме да цветаме. Ви текнува на една моја, да, и песната беше пролетта дојде. На една моја проповед кога кажував да не бидеме кактуси во пустина, каде што ќе бидеме со боцки и ќе не можеме да дозволуваме луѓето да се засолнуваат околу нас, позади нас, него нонстоп да боцкаме, дали со нашите зборови, дали со нашите делувања, него да бидеме како цвеќе, како дрво, посадено покрај река. Реката носи се луѓе. Реката ги носи и оазите што сме ги направиле во нашите длабоки места. Знаете каде што се чувствуваме најсигурно? Реката кој ќе дојде, ги носи и тие работи. Оазите се супер до некаде. Оазите, ова не знам, инспирација од Цветањево. Оазите се само места каде што понекогаш и за одредена работа се чувствуваме сигурно. Но наеднаш преку ноќ може да ги снема. Тие се места во пустина, фактички. Но кога Давид во псалмите кажува: еве јас правам нешто ново, правам река низ пустините, тоа значи нешто многу повеќе. Тоа значи нешто многу подлабоко. Тоа значи дека тоа е нешто непресушено. И нема да биде само за сега, него тоа ќе трае и ќе трае. И тука ќе растат дрвја големи, и ќе се населуваат птици, и ќе има живот. Така да Светиот Дух во нас се прави таа река. Жива река, каде што се процветува. Амин. Ова беше под инспирација од на Лиде зборовите. Лиде вториот дел Ептен го погоди. Првиот си беше супер, али вториот го погоди. Нешто што е сразмерно, ако можам да кажам, со тоа што јас сакам да го зборувам денеска. Едно дете ме праша на почеток, сакаше ексклузивно право врз насловот да има прв он да го дознае. Нема да го кажам, само ќе го погледнам. Андречо, вика што ќе зборуваш? Викам, Христос тајната што нас ни е откриена. Убав наслов и мене така ме прееска кога го спремав. Вики Сабајле ми пиша: Иле, дали од прилика знаеш што ќе зборуваш, зашто сакам нели пораката да ја пратам. И ја не ја пратив порака и она веќе си пишала некои работи и после викам: Вики, бе, нема за тоа да зборам. Малце се шалев. Кај не ја кажав, па уште да ја кажувам, нема за тоа да зборам. Али и она до некаде погоди. И кога сте под водство од Светиот Дух, овие работи се, како да кажам, не се нешто што еднаш ќе се случи и леле ние сме запрепастени од сето тоа, него се навистина постојано во нашиот живот. Такви водства од Светиот Дух, такви некои што ние можеме понекогаш да ги наречеме коинциденции или сплет на околности, не е баш соодветен збор тој, него е баш водство од Светиот Дух. И немојте да се изненадите ако меѓу вас има луѓе што ќе кажат: леле, ја требаше ова да го слушнам, леле, ја требаше и ова да го слушнам, ја требаше ова да го видам можеби, ова мене ме охрабри. Зошто? Зашто Светиот Дух е таков. Светиот Дух дува како ветер, како климава тука. И од сите страни дува. И не знаете од каде и од која страна ќе донесе благослов. Не дува Светиот Дух зашто е Светиот Дух можеби не е стабилен или си прави нешто сам по себе. Не. Светиот Дух дува за нас да ни изненади. Кога ние сме одлучиле да вака е во мојот живот, така е во мојот живот, правиме на рамка од нас самите себе си, но и од Господ и од неговите ветувања и толку само може. Не. И тогаш најнаш Светиот Дух низ таа рамка ќе најде процеп, ќе дувне и ќе ги измеша работите. Таков е Светиот Дух.
а не дека е нестабилен. Тоа е веќе нешто друго. Сакам да направам вечера нешто. Кога влегов тука ми текна. Не, освен што ќе зборам, нели? Сакам да направам нешто друго. И на брзина направиме нешто со коки, не знам како ќе испадне, али верувам дека ќе испадне најдобро. Сакам првен дохрабрам. Со едно моје сведоштво, дохрабрам многумина, а посебно многумина можеби од помладата генерација. Пред 2 години бев присутен на Визија Фест, нели, некако оваа година од пеачкава страна, него си гледа Визија Фест и онака ми иде мисла во мене, може би било понекогаш и желба, но ја ги оставам работите да се испитуваат. Ја да ги испитувам, Господ да ми ги откриви, и после сваќате дека е нешто и Божие тука. И ми иде мисла, кога јас вака пред многу народ ќе пеам, ќе зборувам, не знам. И сега, за тие што не знаат, од кај ти пеење. Понекогаш јас викам од кај пеење, зашто толку така сум го занемарил тоа во мојот живот, а не е дека од никаде. Не е дека од никаде. Но убавината во сето тоа е кога гледате таа желба или тој поттик од Светиот Дух што бил во вас, како се исполнува. И јас сакам да охрабрам секој што има желба или што има поттик од Светиот Дух, без разлика дури на годините, колку е што е, да не го згаснува. Него напротив, да го разгорува, зашто тоа што е од Господ, тоа и ќе се случи. И знаете, јас сум човек што не ги бутка работите. Може да се прашуват од каде се испан Илија да пее на... И ја не знам од каде испан. Ама затоа Господ знае од каде излезе. Случајно, не случајно, они не случајно, него за мене случајно. Ми се јавија пред конференција, дали сакаш да отпееш. И тоа што се случи како песна, се случи за пола саат во студиото на Темелко. Нема време ни за спремање, ништо. Но кога Господ сака нешто да извади, ќе извади. Кога Господ сака нешто да донесе за Негова слава, ќе го направи тоа. И така да бидеме осетливи на тоа. Пред 2 недели, пред недела и пол, имавме состанок во Методистичката црква. Поздрав до пасторите од Методистичка, тука ни се. Може и да наплоз. И одејќи натаму, ми иде мисла, Никола Галевски ќе ме викне на проповед кај него. И само може би желба, може би нешто. Одам таму, на крајот на состанокот, ми иде Никола и ми вика, брат, сакам да се договориме, кога да ни дојдеш да зборуваш кај нас. Знаете, тоа е Светиот Дух. И тоа е тоа водство. И треба да бидеме осетливи на тоа. Дури без разлика и во која ситуација се наоѓаме во моментот. Без разлика на што душата во моментот тежне. Без разлика какви ни се чувстват и емоциите. Валидно е тоа со чувствата и емоциите. Но треба да бидеме осетливи на Светиот Дух. Мора да бидеме осетливи. Знаете, зборот мора е тежок, али во Светиот Дух е вистински и нема од што да се плашиме. Некои работи, благодатот ти овозможува и те прави да мораш да ги направиш. И тебе тоа не ти е тешко. И сега, уште нешто друго ми текна. Викам, имаше многу луѓе што ми рекоа, сакав да присуствувам, а не присуствувам на Визија Фест и сакав да слушнам. Ја ќе отпеам овој пат песната и ќе имате можност да ме слушнете тие што не ме слушнале. Дали може? Тие што ја знаат, тие што ја знаат песната. Тие што ја знаат песната да пеат. Слободно знам, има многу, ми кажувале, Иле, твојата песна ја слушам цело време. Со Матејче, кој ќе влеземе во кола, го носам во градинка многу пати, нели на колки синот. И он, Иленце, ајде, јас те љубам. Така да, тој што ја знае, ќе отпее, немаме ништо спремено, нема да замерите за ништо, едноставно ќе биде спонтано и верувам дека ќе биде убаво. Никога ќе не ја пуштиш, коки? Може по-добро. Да, може ритам. Не справен, може и да станете слободно. Во ветрец благ,
го слушам Твојот глас, Ти ми зборуваш, ме утешуваш. Во сино небо, јасно го гледам Твоето лице, Твојата насмевка ме радува. Но се прашувам кој сум јас, што ме љубиш така, што ли сум направ, што ме гледаш како совршен. Јас сум Твој, Ти вети, јас ќе те љубам, секој дел од мојот живот, и се до последниот ден, јас сум Твој. О, моето срце, Ти се всели, сега си дел од мене, и јас од Тебе живеам да ја вкусам Твојата љубов секој ден. Јас сум Твој, Ти ветиш, јас ќе те љубам, со секој дел од мојот живот, и се до последниот ден. Јас сум Твој. Знам кој сум јас, што ме љубиш така, што и да направам. Твојата љубов јас не можам да ја заслужам. И сега знам кој сум јас, што ме љубиш така, што и да направам. Твојата љубов јас не можам да ја заслужам. Ајде ово знаеме сите. Кафете. Јас сум Твој, Ти ветиш, јас ќе те љубам, со секој дел од мојот живот, и се до последниот ден. Јас сум Твој. Браво. Има повеќе трема него на Визија Фест. Пред своите е најтешко, така? Ова или ќе ме дефокусира од проповедта, или ќе ми помогне да полесно тече. Али пак ќе кажам, поттикнувам секој што е размислува на начин дека Господ треба да го искористи на некој начин, едноставно поттикнувам во него желба, во сето тоа и мудрост, да навистина Господ го искористи за Божја слава. Кога ме слушнавен професор Као Пеја ми рече, добро, ти што си правил до сега? Ја викам, не ме интересира што сум правил до сега. Јас сум задоволен од моето минато. Може би повеќе би заинтересирало што би правил од сега. Знаете како? А инаку, ако би сакал да вратам од минатото, а не би сакал. Не би сакал. Кога сум размислувал, не сакам да вратам, но ништо. Знаете, некога жалиме, ова требаше, може вака требало, не. Ја му верувам на Бог и верувам дека знаел што прави со нашите животи. Така да не очајувам за ништо од минатото, него гледам напред и ја живеам сегашноста. Амин. Ова сопењево интересно, може да продолжиме. Али како што кажа Лиде, работите што не ни се јасни или што ни се јасни, а сакаме да ни се добјаснат,
убаво е кога ќе слушнеме проповед за нештата, но најубаво и најлегитимно право е тоа да го правиме од нешто што се нарекува Божјо Слово, така, го знаеме како Библија, Стар, Нов Завет, Логос, Рема, но таму е најбалинно. Најбалинно е кога Светиот Дух ќе му дозволиме да ни ги објаснува овие работи. Зоран многу пати знае да каже дека нашата проповед не може да те смени. Може да поттикне. Зборуваме на тинеџерскиот час дека ние не ги ни спасуваме луѓето. Ние лично не ги спасуваме. Христос ги спаси на крстот. И затоа Исус, одејќи на небото, знаете кога одите негде и веќе треба да одите таму, што правите? Само клучните работи ги кажувате на тие што ги оставате. Дома родителите одат негде и синко, и клучните работи, шпорето да не го оставате, да внимавате, да учите. Исус им вика: ја имам власта, одете по светот и правете мои ученици. Не рече одете и спасувајте. Он ги спаси луѓето. Така? Да, ние имаме во нас службата на помирување, каде што го објаснуваме делот за спасение. Но тоа е нашиот дел, а не да ги спасиме луѓето. Многу пати знаеме да заглавиме спасувајќи некого и да гледаме покрупна слика околу нас. Христос ги спасува. Само ако погледнат, вика Јован, на Христос, они ќе бидат спасени. Амин. Кој одим одма со стихови. Колосјани, 1 глава, денеска тие што запишуваат, ќе им биде и за учителите, мислам дека ќе биде, ова го сакам јас. Некако имаме доста стихови, убаво разложени, така да... Некои работи не се нови и за мене, него како ги склопив пред да дојдам наваму, се нови. Така да, затоа си ги запишав тука, ќе се послужам и со тетратката, за да биде тоа онака баш како што сакам да го доловам. Го најдовме стихот. 26 и 27 коки. Тајната што беше скриена за векови и поколенија, а која им е откриена сега на неговите светии, на кои Бог сакаше да им објави што е богатството на славата на оваа тајна меѓу неевреите. Ова е стрикно за нас. Ако можеме некојаш да викаме во Библијата, ова е за евреите, ова не, ова пишува на евреите, ние не сме евреи по тело, така да стрикно за нас. Која е Христос во вас, надежта на славата. Тајната што беше скриена за векови и поколенија. Исус беше скриен од евреите. Не можеа да го видат ради превезот, ради Божите заповеди. Исус беше буквално скриен. Он нон-стоп им се објавуваше. Карпата што Мојсей ја удри беше Исус. Значи нон-стоп им се објавуваше. За Мелхиседек се зборува дека беше Исус, така? Ветувањата беа сите за Исус, но превезот не им дозволи да го видат тоа. Убавината на неевреите е што немаа превез. Имаа закони неевреите, дури повеќе од евреите. Во тој момент. Затоа и евреите на времето побараа закони. Зашто другите народи имаа закони. Значи имаа закони, но го немаа превезот од тие 10 Божи, од Мојсеевиот закон, што не им дозволи да го видат. Сега, затоа е тајна, ама затоа е нас ни откриена. Христос е тајна што нас ни откриена. И ќе видиме понатаму. Тајната што од векови поколенија беше скриена, нас ни откриена. Сега, на светиите ни откриена. Таа тајна има име и таа тајна е Христос. Амин. Најде го и 1 Тимотеј 3:15 и 16. Ова ти го пишувам надевајќи се дека набргу ќе дојдам кај тебе, Павле им пишува, но во случај да се подзабавам, знај каква треба да биде поведението во Божиот дом. Ова Павле го пишува на Тимотеј, нели, за сите тие практични работи што треба да се обават. И вика, кој е црквата, и тука зборот е еклесија. Ви текнува оно што Николче го збореше пред, можеби година дена, не знам, Николче има година дена сигурно. После тоа го спомна и Стивен, мислам дека на
на конференцијата, дека еклесија, зборот, значи нешто повеќе од зборот крк, зборот црква, што значи сега. И некако тоа е само разводнетно во зборот. Затоа тука го споменувам. Кој е еклесија на живиот Бог? Еклесија е местото каде што пребива Бог заедно со нас. Црквата не е само социјално прибежиште за многумина од нас. Црквата не е само за место каде што ќе се исполниме во чувствата и во емоциите. Дури ќе научиме некои работи, дури да се духовни. Црквата е повеќе од тоа. Црквата е место каде што пребива Бог. Живиот, единородиот Бог. Црквата е место каде што Светиот Дух, преку своите дарови што ни ги дал, ги оркестрира работите. Ако треба исцеление, исцеление. Ако треба пророштво, пророштво. Црквата е место каде што ангели ќе се симнат и ќе служат на луѓето. Амин. И столб и потпора на вистината. Кога идев наваму, имаше на телевизија реклама за некоја нова серија и таа ќе била само за вистината. Ајде бе. Знаете колку емисии има на различни телевизии што се само за вистината? Многу. И гледате таму една вистина. Гледате ваму друга вистина. Не ги бунам работите, не ги мешам. Ја знам дека точно во овој свет има вистини на кој правото, на кој правниот систем се надева, се ослонува. Не ги мешам тие работи. Но кога збориме за вистинска вистина или за апсолутна вистина, тогаш мора да бараме тука. Зошто? Зашто пишува е столб и потпора на вистината. Столб и потпора на се она што Христос го кажа, а Светиот Дух ни го открива. Амин. А според општото признание, голема е тајната на побожноста. Што е побожност за вас? Македонскиот јазик понекогаш многу убаво ги објаснува работите. Зборовите побожност. По Бога. Едноставно е. Што значи? Живеам живот побожен. Живеам живот по Бога. Не се сообразувам со овој свет. Иако живеам во овој свет, него одлучувам да живеам живот по Бога. Што значи тоа живот по Бога? Живеам со праведноста што ми е дадена. Ја уживам љубовта што е излеана во моето срце и ја покажувам на дело и уште ред други работи. Тоа е да живееш побожен живот. И тоа е тајната на побожноста. Му кажам на почетокот на Андреј, му викам, Андреј, едно е тајната Христос, која беше сокриена, која се користи за спасение на луѓето. А друго е навлегување подлабоко во истата таа тајна и откривање на мудростите и вистините што ги има таму. И ќе го потврдиме тоа со стихови. Во 16 стих Павле опишува тајната на побожноста. Оваа тајна, така сум пишал тука, оваа тајна што нам ни откриена, луѓе, нам ни откриена оваа тајна на побожноста. Зошто? Зошто Петар можеше да каже во 2 Петрова, кој стих беше? 1 глава, 3 стих. Ние добивме се за живот и побожност. Значи, нас тајната ни откриена. Дори добивме и се за да живееме, да ја живееме таа тајна на побожност. Се значи се. Ти можеш да викаш, ама ја ова не добив? Ама се значи се. Наше е да влегуваме длабоко, да нурнуваме и да откриваме. И ова е нешто што, уствари, ќе сакам да го начнам или ќе сакам да го поттикнам во нас самите. Да одиме подлабоко и да нурнуваме повеќе и повеќе и повеќе во тајната што е наречена
Христос. И тука сум пишал, е клучот за нашиот растеж во духот. И негувајќи го ова, се помалку ќе се сообразуваме со овој свет. Најде го Римјани 14:17. Мислам дека банерот минатиот пат тука следеше, така? Да, сега е сигурно надвор негде, али го знаете. Знаете сите Римјани 14:17. Дека не е само да што ќе каснеме. Види, ова важи за нас. Ние живееме во нешто што се нарекува Божјо царство. А тука пишува, а Божјото царство не се состои од јадење и пиење, туку од праведност, мир и радост во Светиот Дух. Ја овде ја гледам побожноста. Не знам вие дали ја гледат, дали ја се гледуваат, али ја гледам во овие стихови побожност. Знаете што значи? Ова не е само практичен совет на Павле. Или не јас само така го гледам како практичен совет на Павле. Ајде така да бидеме по-конкретни. За некој може е само практичен совет на Павле, не се состои се од јадење и пиење, гледате малце на Божјото царство пошироко, но ова е, тука сум пишал, ова се две состојби што можеме да ги избираме како би живееле. Ова се две состојби. Ова е состојба на умот и на телото и на душата, што можеме да прифатиме и животот да не се состои од јадење и пиење и уште неколку дела на душата и на телото и толку. Или ќе одлучуваме, ќе нурнуваме повеќе и за нас вториот дел од стихот ќе биде повалиден и ќе му дава убав вкус на првиот дел. Нема да го изоставиме првиот дел, зашто еден проповедник му рекол на некој човек да не се секираш за ништо. Господ за се ќе снабди. И човекот цело зимо, дошло зимо, ни работел ништо и дошло пролет се виделе со човеков, со проповедникот што му рекол и вика, човече, што ми направи ти? Јас ќе умрев од глад. И вика, јас заборавив да му кажам дека кој не работи да не јаде. Тоа е, не. Тоа е половично кога сакаме да ја кажеме работите. Ти да ништо да не секираш. А Библијата е, ќе видиме после, поука како во мудрост да ги правиме работите. Амин. И така да, кога нашите мисли, нашите дури и чувства и емоции ќе ги ставиме во вториот дел од стихот, каде што е праведност, мир и радост во Светиот Дух, луѓе. Не во светот. Павле знаел, затоа напоменува нон-стоп така роди. Во Светиот Дух. Таму се овие работи. Овие се Божи работи и таму се. И овие ќе дадат вкус на тие другите работи. И дури понекогаш ќе ти кажат и што да правиш, што да не правиш. Тоа се вика, ќе ги ставиш преку Духот во послушност душата и телото. Амин. Тука сум напишал, или ќе одлучуваме да се фокусираме на вистините, на вистинските вредности на Божјото царство во кое живееме. Римјани 12, од 1 до 2. Одиме понатаму. Добре ова до сега, интересно е. Ова го објаснува ова до сега што го зборев. Затоа, браќа, ве молам заради Божите милости, што ни се дадени, а многу ни се дадени. Многу. Во крстот имате секоја Божја милост покажана на дело. Во крстот, каде што Исус беше распнат. Таму Исус се покажа секоја милост. И сега милоста ја наоѓаме во благодата. Сте размислувале на ваков начин? Ја верувам така. Дека милоста беше покажана на крстот и сега ја наоѓаме таква, али во благодата. Затоа, браќа, ве молам заради Божите милости да ги принесете вашите тела како жива и света, живи сме. Света, богоугодна жртва. Тоа нека биде вашата разумна служба. Она што го зборев првото е принесување на телата како богоугодна жртва.
Кога духот ќе го ставиш над телото и над душата. И на таков начин тие ќе реагираат. И после нема да ти биде проблем трпението, него ќе бараш повеќе, долго трпение. Може ми тоа. Ќе нема да ти пречат работите што може би до сега ти пречеле. Зошто? Зашто духот расудува се и него никој и ништо не го расудува. Да видиме што сум напишал за ова. Овој стих го објаснува она што го зборев, добро тоа го кажаме, и затоа сме да го принесуваш телото како света богунова жртва, тука сум пишал, е можно и затоа сме повикани. Таа е нашата разумна служба. Мора да знаеме дека одење во духот никогаш не го исклучува здравиот разум. Никогаш не го исклучува здравиот разум. Едно се сретнав со еден од водачиве на цркви, не сакам имиња, нема потреба да имиња да се користат, иако интересен пример, и ми вика, со Коки мислам дека заедно бевме, требаше нешто да се видиме, и вика, да дојдеш да ве запознавам со нашиве деца, не само со неговите, него он води како група со деца, и вика, да им покажам дека има и некои почунни од нив. Мислејќи, знаете тие постарите генерации, нели, мислејќи на пентагосталната позадина, што како црква, нели, имаме, и нели за сите тие дарови се, и ние се насмеавме. Но јас му кажав, се што е до здравиот разум, нека биде чунно. Го разбираме овој дел? Зошто? Зашто и во тие чунни работи имаме мудрост како да постапуваме. Ќе го начнеме тоа. Така да, водството или одењето во Светиот Дух никако не го заобиколува здравиот разум, луѓе. Никако, него напротив, го зацврстува. Петар им вика, ви зборувам вас, дека сте со здрав разум. Го разбираме овој дел? Да не станеме ние духовни битија, што веќе сме, но што не ни интересира овде како што се наоѓаме. Што некако не ни интересира телото и душата како ни реагираат. Напротив, ако си духовен, тогаш секогаш духот ќе ти покажува како треба душата, како треба телото да прави. И тоа е вистинска духовност. За другото се, ако го насетите, разговорете, најдете човек што може да да поразговарате и објасните ги тие работи. И Павле тука вика да не се сообразуваме со овој свет, напротив, преку обновувањето на вашиот ум. Преобразувајте се, за да можете да сватите што е Божја волја, што е добро, угодно и совршено. Во светот овие работи не можеме да ги најдеме. Во светот. Јас зборам за не светот како, нели, свет, зашто тој е наша област каде што ние треба да реагираме, него како состојба од каде што не можеме да учиме. Овие работи не можеме да ги најдеме. Што е добро? Не можеме да најдеме во светот. Тоа го има во Светиот Дух. Што е угодно на вас и на Бог? Исто така во Светиот Дух. И што е совршено? Исто така во Светиот Дух. Народски кажано, како сум го објаснил, народски кажано, овие стихови значат дека сообразувајќи се со светот, не можеме да знаеме која е Божјата волја и што е добро, угодно и совршено. За такво нешто треба да зајакнуваме со сила во внатрешниот човек преку неговиот дух. И на таков начин ќе сватиме колку е ширината, длабочината, колку е должината и височината на неговата волја и на самиот него. Ефесијани 3 од 16 до 18.
да зајакнуваме во внатрешниот човек. Убави реченици. Кој е внатрешен човек? Што сте размислувале? Кој е внатрешниот човек? Тој не е некоја личност што ние не ја контролираме и не знае што прави. Кој имаше таква песна на времето? Нон-стоп. Нели, двојна личност. Не. Внатрешниот човек е нашиот дух. Што единствена конекција ја има со Светиот Дух. И што не поучува за работите. Така да зајакнуваме во таа конекција. Да зајакнуваме во тој внатрешен човек. Каде што Духот ни открива тајни. Духот открива тајни, луѓе. Го најдем? Да ви даде според богатството на својата слава, да зајакнете со сила во внатрешниот човек. Ево ова е како молитва за сите нас. Со сила во внатрешниот човек преку неговиот дух. Ево тоа што зборам. Преку неговиот дух го можем ова. Да преку вашата вера во Христос да живее во вашите срца, да бидете вкоренети и втемелени во љубовта, за да можете да сватите со сите светии колкава е ширината, должината, височината и длабочината на Него, на Христос. Најде го Колошјани 2, 2 и 3. Христос, луѓе, е тајната што нас не откриена. Но во Него има секакви богатства на мудрост и на знаење. Секакви богатства во кои ние треба секојдневно да внурнуваме и да ги откриваме. Мудрост и знаењето скоро секаде одат на исто место. Се прашуваме зошто, некој знаеме. Знаењето без мудрост познекогаш знае да боли. Павле вика, и секое знаење да го имате на светот, така? Без љубов ништо не е. Но мудроста поседува нешто што може да донесе вистински вкус на знаењето. За да се утешат нивни, имено сакам да знаете колкава борба имам заради вас, заради оние во Лаодикеја и заради сите што не ме виделе лично, за да се утешат нивните срца и сплотени во љубовта. Знаете Павле тога што им вика? Утешете се, да знаете ја какви проблеми имам, вашите се нула, утешете се. Од тука сака така да им кажа. Нивните срца исплотени во љубовта да дојдат до сето богатство која доаѓа од севкупната увереност во разбирањето и целосното познавање на Божјата тајна. Кој? Кој? Христос. Во кого се скриени сите богатства на мудроста и на знаењето. Еве го Христос, кој не е откриен. Чува уште работи што не се откриени. И за нив вика, нурнете. Нурнете подлабоко. Ова е ваш дел. Нурнете подлабоко и откривајте. Откривајте од богатствата на мудроста и на знаењето. Откривајте од богатствата на мудроста и на знаењето. Знаете, да откриваш работи од Христос не е ограничено со години. Со време не е ограничено. Со ништо не е ограничено. Тој што е роб, во Христос е слободен. И тој што е слободен, тогаш Христов роб е. Знаете зашто го кажам ова? Што Господ не оставил шанса и можност. Без разлика на што правиме во нашиот живот. Што правиме во моментот, го откриваме Него. Или да дозволиме, уште подобро кажано, Он да ни се открива нас. Ова е и целта на мојата проповед. Да внурнуваме длабоко во Христос, за Духот да ни открива тајни.
Во 1 Коринтијани 14:2 пишува, Духот е тој, не мора да го бараш, Духот е тој што открива тајни. Ајде да гледаме малце, го гледаме животов на апостоливе. Доаѓа Христос, ги повикува, они не знаат и слепо одат по Него. Значи, буквално, они со нивното убедување или објаснување, кога ги повикува Христос, Петар, Јаков и цела компанија, они мислат дека да, ово е Месијата, ќе ги избрка римјаните, ќе седне таму на престолот и как научениот пред тоа ќе не биде цар и ќе владееме со него и неговото царство ќе се зборува за него, ќе се зборува. И Исус како што се дружат, им открива работи, они не го разбираат. Еднаш Петар погоди само. Еднаш. И знаете се што му рече? Му вика, не, ова не ти го откри телото. Ова ти го откри духот. Ова мојот татко ти го откри. И така ти нон-стоп нешто очекува, а нон-стоп не беше нешто што за Исус навистински дојде. И го гледаме така животот нивни, гледаме дека се збунети и замислете, Исус им вика, јас морам додам, подобро за вас е додам. И они, не, Христос е па како ние, кој тука ќе остане, нема шанси, тебе те слуша, таму ти кажуваа дека ти зборуваш како некој со сила. Рабини од најголем ранг, ти идеа да те слушаат и учителите викаат. Ние те спремаме цар да ни видиш, ти викаш подобро е јас додам. Не го разбирале. Вика, подобро е јас додам за вас. А да ви го пратам Утешителот, Светиот Дух, што ќе ви објасни се зашто сега не ме разбирате. По буквален превод. Се што сега не ви е јасно, а јас што ви кажувам. И се охрабриле малку кога им кажал тоа, ама пак не разбирале. Христос умира на крстот, плачат, тажат, воскреснува, го гледаат двајца, не им веруваат, почнуваат полека, им се појавува Христос, се дружат 40 на дена и пак уште не им е јасно. Пак се на Него ослонети. Пак очекуваат тогаш нешто да случи се. Христос заминува, им дава упатства и пак седат во соба избунети. Збунети што сега со нас од кога Христос се замина. Се додека не стапи Педесетница и кога Духот не се излеа врз нив. И тоа било пионерски. И кај нас се случува така. Може да се случи во твојот живот така. Но таму наеднаш се им станало јасно. Па јазици почнале да зборуваат. И сигурно они си рекле, ова беше Христос зашто ни зборуваше, а ние што не го разбираме. Ова беше тоа. И тоа им дало сила да продолжат и да направат 12 души тоа што направија. Тоа што Светиот Дух, што живее во тебе, дојде и им ги објасни работите, што Христос ги збореше. Така да растејќи во внатрешниот човек, ние се ставиме во позиција да откриваме од Бога, да откриваме од богатствата на мудроста и знаењето скриени во Христос. Ако се скриени во Христос, ова е убаво. Ако се скриени во Христос, тогаш таму и да ги бараме. Да не ги бараме на друго место. Ако богатствата што ги читаме се скриени на мудрост, на изобилство, на секакво расудување, се скриени во Христос, тогаш зошто да ги бараме на друго место? Таму и да ги бараме. Го знаете вицот со еден чичко полицаец која го изгубил пендракот и барал на улица под едно светло. И му рекле некои деца, чичко, што барате? Вика, го изгубив пендракот. Каде? Па вика, таму негде. Па вика, зошто тука го барате?
па тука има светло. Да не бидеме такви и да ги бараме работите на погрешно место. Ако во Христос се скриени овие работи, таму и да ги бараме. А Светиот Дух е за тоа тука, да ти ги открива. Да ти ги вади. Понекогаш неколку најнаш, а понекогаш едно по едно. Едно по едно. Сум пишал, мудрост и знаењето се најтесно поврзани. Разбирањата на нештата имаат најубав вкус и допираат најдобро до тебе и до луѓето преку мудроста. Изреки 2:10-11. Многу убав стих. Случајно го најдов. Не ми верувате, да, нема ништо случајно. На почетокот кажа. Го најде? Кога мудроста ќе влезе во срцето твое, изнаењето ќе и биде пријатно на душата твоја. Кога мудроста ќе влезе во срцето твое, изнаењето ќе и биде пријатно на душата твоја. Тогаш расудувањето ќе те брани, разумот ќе те чува. Знаењето ќе има, како рекоме, вистински вкус преку мудроста. Амин. Изреки 2:10-11 си запишуваат. Библијата пишува дека духот е бодар, али телото е слабо. Точно е. Чиста вистина. Сите можеме да го потврдиме тоа. И не само во оние некои телесни работи кај што ние ќе се замориме, него делата на телото се слаби. Додека духот и делата на духот се бодри. И они секогаш викаат, ајде можеш, ајде можеш, ајде можеш. Па мудрост, па чекај малце застани, одмори, многу брзаш. Па не брзаш. Но кога духот е бодар, телото е слабо. И со тоа укажува Библијата уствари на што можеме да се надеваме. Дали можеме да се надеваме на нашите тела и телесни работи и дела, или целосната наша подкрепа да ја ставиме во духот и на духот. И он нека не води. Па нека биде како ветар. Нека не изненадува со работите. Втора Коринтијани 4:16-18. Има и еден друг превод каде што ќе дојдете до, да не го барам сега во Новиот Завет, каде што вика, нели, ние измоштуваме, и тоа е така, Павле измоштувале во сето тоа, но во духот биле бодри. И вика, затоа ние не паѓаме со духот. Но ако нашиот надворешен човек тлее, натрешниот од ден на ден се обновува. И ова мислам дека е пророчки за некој тука, може би и за како црква, може би дека, иако понекогаш сме во ситуација каде што мислиме дека тлееме, или не сме доволно или искористени, или можеме и повеќе, или мораме малце помалку. Вашиот натрешен човек од ден на ден се обновува. Бидете во такт со него. Бидете во контакт со него, за да ве носи заедно. Знаете, понекогаш имаме луѓе со силни откровенија и наеднаш ги гледате во животот, прават работи што никогаш не сте очекувале дека ќе ги направат. И еве го прашањето. Знаете, порано јас бев, кога почнаме као христијани, почнаме да идеме у црква, се интересираме многу за Библија, за стихови, да не се објаснува. И знам, ќе појдам, ќе зборувам со Николче и после тоа
3 дена ќе се вратам и заморен во тело и го прашувам истото, како никогаш да не сум го знаел или како никогаш да не сум го слушнал. И наведнаш Никол ќе ми рече, треба да одмараш повеќе, уморен си, така да такво е наше телото. Некој ќе направиме работи што, а Духот Твој ги знае и ги разпознава. И затоа таа конекција со Духот што имаме, ќе донесе таа стабилност. И за ова немојте да очувате никој. Ова е момент на растеж. Ова е момент на растеж. Ние не сме повикани да лепдиме тука, а да не одиме. Ние сме повикани да одиме во здрав разум, да одиме во добро поведение и да ги слушаме инструкциите од Светиот Дух. Но и кога не ги слушаме, во Господ сме. Никогаш нашата непослушност не вади од Божите раце. Никогаш. И нема кој да ви извади од Божите раце. Нема кој. Никој. Ни височините, ни длабочините, ни широчините, ни било кое год создание не може да ви одвои од Божјата љубов. Што е во апостол Павле? Не. Што е во Христос Исус. Што е во Христос Исус. Така да, иако некогаш ние се наоѓаме слаби во тело, нашиот дух се обновува, да бидеме во такт со Него. Павле вика, зашто ние не паѓаме со духот. Не можеш да паднеш со духот. Духот е совршен. За сето ова што го зборам, сум пишал тука и што Библијата го збори, ова не го зборам само јас, ова го збори и Библијата. Повикани сме сите да го препознаваме и да го живееме. Но поради различниот растеж во нашите животи, повикани сме посилните да ги носиме слабите. Најди го Римјани 15:1-4. Повикани сме силните да ги носат слабите и да не се однесуваме како што нам ни годи. Го кажав тоа, ради што ова е растеж, луѓе, во нашите животи. Ние не сме повикани да покажуваме со прст на некој што помалку расте. Или да покажуваме со прст колку ја повеќе растам. Ни едното, ни другото. Ние силните должни сме да ги носиме слабостите на слабите. Интересно, не вика слабите, слабостите на слабите. Што преку дружење може и да ги снема и наедно слабите да станат јаки. Затоа вика слабостите на слабите. Не се они запечатени слаби, луѓе. Не се они слаби и толку е, не можат повеќе. Можат. И те како можат. Али ако препознаеме такво нешто, ти што се нарекуваш посилен, носи ги слабостите на слабиот до тебе. И плюс напрего тоа да не се осети. Како да не било тоа. Да не го почувствува човекот тоа. Ќе видиме зошто. Зошто вика секој, вика, а не да се однесуваме како што нам ни годи. Секој од нас нека се грижи да му угоди на ближниот, за негово надградување. Не за помилување понекогаш, за негово надградување. Што значи излегување од таа состојба. Не понекогаш само за тапкање по рамо. Слушни го овој, и ти што си појак, и ти што си послаб. Има момент на тапкање по рамо, но мора да излеземе и од тоа. Тоа е тој растеж. И зошто тоа го правиме? Зошто ни Христос не си угодуваше сам на себе си, туку како што е напишано, хулите на оние кои те хулеа паднаа на мене. И се што било напишано некогаш, напишано ни е нам за поука, за да имаме надеж преку трпението и преку утехата. Ова го мисли Павле.
за писмата оставени од Стариот Завет. Таму имале секаква утеха. Полна со благодат. Да ги видат ветувањата на Бог. А камо ли ние со ова? Ја потикнувам секој од вас. Кој нема одма да си набави вакво нешто? Гледате, зелено може да го најдете во плаво, во убави бои може да се најде, али одма. Нека си најде вакво нешто и нека почне да нурнува. Тук има длабочини. Научно докажано, тук има многу длабочини. Што они се мачат. Некој научник христијанин им рекол, биле собрани многу научници, им рекол, луѓе, вие тоа што пробувате да го најдете или да достигнете, теолозите веќе биле таму, прашете ги нив. Зошто? Зашто црпат од таму каде што се одговорите. Зашто живеат со Светиот Дух, каде што може да им го даде секој одговор. Према потребата на ситуацијата. Така да поради различниот растеж во нашите животи, повикани сме по силните да ги носиме слабите и да не се однесуваме или занесуваме, како сакате, како што само нас ни годи. Него да видиме тој до нас. А посебно ти што се нарекуваш посилен. Знаете знаењето што носи? Одговорност. Повеќе се бара. А сигурно ќе се препознаеме. Многумина тука. И во едната категорија, и во другата категорија. Најди го Римјани 15. 1-4, стори тоа беше, така? Тоа беше. Имам нешто за крај да направам. Нешто што ме гони. Знам, имавме гостин, не последна во тинеџерски, предпоследната тинеџерски, имаме гостин и убаво ни зборуваше и не праша што очекувате во последно време од Господ. И ја во моментот ми текна, викам, очекувам да ме удри клоца. Имам зашто. Да. Тоа што го зборувам. Понекогаш ги разбирате, духот ви ги разбира работите. Но ви треба таа храброст и смелост, знаете, да легнат и понекогаш Господ треба најверојатно да не удри клоца и да не подбутне во некои работи. И јас за некои работи во мојот живот се чувствувам таков или се гледам како така и викам, Господе, удирај. Удирај клоца или подбутни ме. Знаете што има разлика меѓу вас и Павле? Или меѓу многумина луѓе и Павле? Многумина од вас имаат видено, може и поголеми видени од Павле. Али понекогаш таа храброст да се влезат во работите. Христос му се објави на Павле. Павле ништо не знаеше, појде, му измија очи, 10 години го снема и дојде, направи дар-мар. На многумина тука Христос ви си има објавено. На многумина ни си има објавено Христос. И понекогаш тенка е таа разлика, али треба да ја увидиме. Се работи дека, не, тоа најверојатно било многу поголемо видение, многу не. Христос ко се објавува и тоа е. Да, јамен. Да, ама тие пионерски тоа го правеа. Па ние сме пионери за нашата генерација. Амин. И ние пионерски ќе правиме работите. Зошто не? Се договараме за ова? Амин тогаш кажете. Да. И сега рекоме за крај нешто ќе направам што Господ може би ми удира клоца последно време или го мислам. Сакам да се молам за стрикно за категорија една, што последно време многу слушам и ми смета веќе и не сакам тоа така да биде, а Господ многу повеќе не сака тоа да биде, сака да го видиме и тоа да го тргнеме, а тоа се провлекува, не знам вие дали сте приметиле некоја болест на тироидната, што таа од секогаш е тука, но
многу повеќе ја слушам последно време. Многу на повеќе луѓе им прави проблем таа тироидна. И така да, на крај ќе се молам, секој што мисли дека има пријател или дека лично он има проблем со тоа. Не секој што мислиш, секој што знае, немој да мислиш. Зашто да мислиш дали имаш, дали немаш. Немаш и готово. Него секој што знае дека има проблем со тоа, или секој што знае некој близок, или човек општо дека има проблем со тоа, може да се моли за истото. Може така да се говориме. И јас само ќе се молам тоа, али сакам поддршка сите заедно тоа да го направиме. Тато, фала ти за оваа вечер, Господе, фала ти за Твоите зборови, што се зборови на охрабрување, Господи, фала ти за село на што го правиш, Господе, во Твоето тело, Господе, таму каде што пребиваш Ти, Господе, во таму каде што Ти одлучи да живееш, а тоа сме ние, Господе. Фала Ти што не направи нас сите садови за честна употреба, свети садови, чисти садови за света употреба, за честна употреба, за богоугодна употреба, Господе. И фала Ти, Господе, што ние ги препознаваме работите и знаеме таму каде што треба да се врзат, ги врзуваме, таму каде што треба да се одврзат, ги одврзуваме работите, но фала Ти што ни ја даде истата власт што Тие имаше и уште имаше. И ние се повикуваме на Твоите ветувања, Господе. Се повикуваме на Твоите ветувања, дека во Твоите рани сите ние сме исцелени. И овој проблем што се пројавува со тироидна жлезда и што знае да пречи, сега кажуваме стоп и оди си во името на Исус. Ти немаш место, ти немаш простор меѓу моите браќи и сестри. Јас Ти благодарам што со Твоите ветувања доаѓа и водство за работите. Да можеме овие работи да ги правиме зашто сакаме. И фала Ти тато што на вистински ќе видиме пробив во овие луѓе. Ќе видиме пробив не само во нивниот здравствен напредок, него како што напредува нивната душа. Господе, јас верувам, така ќе напредуваат во се. И нека овој проблем не им направи никогаш веќе потешкоти, ни во дишење, ни во зборување, ни во изговарање, во ништо. Јас се повикувам тато на Твојот Свети Дух. Амин. Да опотврдим ова, најди го за крај Малахија 3:20. Како тело со повеќе органи, повикани сме на вакви работи. Тој што има дар на молитва, нека се моли. Тој што има дар на пророкува, нека пророкува сразмерно со верата, не повеќе од тоа. Тој што има дар да слуша, нека слуша. Али повикани како сме тело. Во молитвава спомнав нешто што и мене ми дојде убаво. Знаеш како? Негде го има како 3:20, а негде како 4:2 најверојатно. Многу убав стих. Го немам. Вака стихот, мислам дека го имам запамтен. Стихот е, пред да се навратам, колки ме сгуни, да се вратам на ова. Го слушнав, советувањата Господ ни дава и водство. Чиста вистина. Не се тие ветувања на кои ние викаме амин и после амин не знаеме што да правиме. Не. Советувањата што ни се дадени во Христос. Христос преку Светиот Дух ни обезбедил и водство. Да не лутаме. Него да имаме некој што ќе не води низ тоа. Да, слободно. Баш уште побаво. Чекай. А сите вие што го обожавате моето име во стравопочит, сонцето на правдина ќе ви изгрее со исцеление во крилјата и ќе
потрчнувате наоколу како телиња од штала. Ало, Вики. И ќе потрчнувате како нахранети, на некое место пишува, телиња од штала. И ми текна одма нацртани некога ќе ги пуштат телињата. На две нозе, па на другите, па на се подскокнуваат радостни, весели. Зошто Христос, сонцето, што изгреа, таа чудесна светлина што изгреа во вашиот живот, во Него имате исцеление. И ќе подскокнувате како нахранети телиња во штала. Поставам во Божиот мир и благослов. Уживајте, радувајте се на деновите што се пред вас. И како и Павле, и пак ќе кажам, радувајте се. Благослов.